Заврши пресконференцијата на специјалното јавно обвинителство на која се обратија двете обвинителки Фатиме Фетаи и Линче Ристовска. Речиси 1 час траеше пресконференцијата. На почетокот се осврна обвинителката Фатиме Фетаи која ги образложи двете нови истраги, а потоа на прашањата од новинарите одговараше обвинителката Линче Ристовска. Фетаи ги образложи двете нови истраги кои се наречени Топлик и Тендер. Топлик се однесува на основано сомнение за злоупотреба на службена должност при продажба на земјиште за изградба на сончев град во Скопје. Осомничени се 6 лица. Тендер е за основано сомнение дека е местен тендер за дополнителни работи при изградба на музејот на ВМРО. Осомничени се 4 лица. Како што кажав, истрагите ги појасни обвинителката Фатиме Фетаи. Еве ги деталите. Како што наведов, денес ќе ви презентирам две ново отворени истраги на ова обвинителство поради основано сомнение дека инволвираните сториле кривични дела со кои директно го оштетиле буџетот на Република Македонија и грубо ги повредиле обврските од Законот за јавните набавки. Самата природа на дејствијата и во двата предмети ми овозможува наедноставно да ви го прикажам начинот на кој постои основано сомнение дека со криминални дејствија е оштетен буџетот и е прибавена корист за едно правно лице. Слушнавме деталите за двете истраги, како што кажав и во воведното излагање. На прашањата на новинарските прашања одговараше обвинителката Линче Ристовска. Веќе 2 дена медиумите прашуваа дали во оваа институција е вработен Борче Трајковски, познат во јавноста како Боки Бургија, кој пишува колумни. Во неговите колумни жестоко ја критикува власта, но исто така и важи за кадар на Социјалдемократскиот сојуз. За ова лице се појавија информации дека од 2000 година било осудено на 1 година казна затвор за злоупотреба. Денеска од специјалното јавно обвинителство потврдија дека ова лице е вработено на 1 овој месец во оваа институција и велат дека неговата работа било да врши технички и помошни работи во специјалното јавно обвинителство. Велат дека законот не предвидува условување за осуденост и неосуденост и дека вака одговорија на прашањето дали знаат дека ова лице е осудувано. Еве ги деталите односно одговорот што ни го кажа обвинителката Линче Ристовска. Лицето за кое што вчера се поставуваа прашања е примено како лице кое што врши технички и помошни работи во ова јавно обвинителство. За неговата работна позиција поднесена е една пријава. И тоа беше пријавата што господинот ја поднесе, за кој што прашувавте, и со оглед дека согласно законот ги достави сите документи кои што согласно законот треба да се достават и ги исполнуваше условите од огласот, нормално тоа едно лице е примено. Исто така, на денешната пресконференција, односно во делот кога специјалната обвинителка Линче Ристовска одговараше на новинарските прашања, она што најмногу ги интересираше новинарите беше упадот на специјалното јавно обвинителство во Управата за безбедност и контраразузнавање, од каде што за специјалното јавно обвинителство велат дека мора да земат материјали кои се предмет на истрага. Од обвинителството информираа дека специјалната обвинителка Катица Јанева се уште се наоѓа во Управата за безбедност и контраразузнавање, дека таму има посебна канцеларија која им е обезбедена, каде што треба да ги чекаат материјалите и обвинија за обструкции. Ова би биле накратко деталите од денешната пресконференција на специјалното јавно обвинителство. Потсетувам уште еднаш, отворени се две нови истраги, Топлик и Тендер.